Со оваа плата не се живее. И граѓаните на ист став како и синдикатите. Газдите се богатат, а работниците трпат. До кога ќе трае газењето врз народот кој е изложен на постојани удари од економската криза, од инфлацијата, од политиките на државата. Да се работи вредно и честно, а да нема исплата на трудот на крајот од месецот, е навистина болно за работниците. Прво ништо што треба да се направи е да се покачат платите, па после да се решаваат другите проблеми, велат граѓаните. Ова е лошо, значи. Ја мислам дека треба и тоа доста добро покачување. Тоа е првото што треба да се направи. Секој работи за плата и треба да се труди да си ја зголеми платата и продуктивноста на работот. Според Сојузот на синдикати на Македонија, државата не смее да дозволи богатење на олигарсите од џебот на граѓаните. 100 најголеми компании во Македонија за една година оствариле 42% поголема добивка или во пресметка 735,5 милиони евра, благодарение на работниците кои работеле попродуктивно во овие компании. Сепак просечните плати ги зголемиле само за 5,8% од декември, што во однос на остварениот профит на компаниите е речиси ништо. За жал, инфлацијата со покачувањето ги јаде и тие 5,8%, па според статистиката просечната нето плата во јуни достигнала 31.869 денари, или 10,9% повеќе од јуни минатата година, што во суштина поради големиот скок на цените, место зголемување, значи намалување за 3,1%. Дури оние работници кои добиле покачување на платите се посиромашни од лани. Граѓаните го осетиле тоа и на своја кожа. Газдите секогаш се богатат, не гледаат за работникот. Има и такви. Има и такви. Не се сите, ама има и такви. Па до некаде е така, не е реална цената. Од работодавец до работник, тоа треба да се исправи. По секоја цена, онака ќе бидеме каде што сме. И ќе го коментираме истото со години. Во листата 100 најголеми компании, првите 5 места припаѓаат на Джонсон Мети со профит од речиси 80 милиони евра. И ГМ Трейд од Кавадарци со над 51 милион, Рудникот Саса со над 35 милиони, ЕВН и Македонски Телеком со по 28 милиони евра.